Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Тамара Дичовска. Почитувани, добро утро, ви благодарам што и ово утро Сител е вашиот избор за утренски вести. Денеска се празнува Успение на Пресвета Богородица, еден од најзначајните празници во православниот христијански календар. Празникот се одбележува на 28 август и е посветен на Мајката Божја, која според христијанското предание по својот земен живот била вознесена на небото. Верниците овој ден го доживуваат како празник на верата, надежта и духовното смирување. Во православните храмови се одржуваат богослужби, а голем број верници се упатуваат кон црквите и манастирите посветени на Пресвета Богородица за да се помолат и за да запалат свеќа. Во народната традиција празникот е познат и како Голема Богородица. Тој има посебно место во македонската традиција низ годините. Се одржуваат различни верски народни собири, особено во местата каде што има цркви и манастири со богородичен патрон. Под мотото "Твојата хуманост е нечија надеж" ќе се одржи традиционалната крводарителска акција во чест на празникот. Акцијата ќе се спроведе во Домот на Арама од 9 до 17 часот и на неа се очекува да бидат донирани од 150 до 180 крвни единици. Акцијата организира Општинската организација на Црвениот крст центар во соработка со Институтот за трансфузиона медицина. Колегите Мартин Арсов и Александар Трајковски се веќе во манастирот на Матка, каде се одржува богослужба и крводарителска акција. Атмосферата ја пренесуваме во следните вести. 72 годишен скопјанец е шестата жртва на западнонилска треска. По 15 дена борба за живот и повеќе коморбидитети почина на инфективната клиника. Со ова, само за 2 месеци бројот на жртви го надмина вкупниот биланс од изминатите 14 години, кога беа регистрирани 5 смртни случаи. Сепак здравствените власти уверуваат дека оваа бројка не отстапува од светските статистички проценти, бидејќи вирусот е се поприсутен во нашето поднебје, а ризикот е најголем кај повозрасните лица. Во моментов на инфективна се лекуваат 18 пациенти, од кои 5 се во тешка состојба на интензивна нега. Шести смртен случај со западнонилска треска во земјата. По 15 дена борба за живот поради компликациите од вирусот. Вчера на инфективна починал 72 годишен маж од Скопје. Бил во многу тешка состојба и со повеќе коморбидитети. И покрај сите превземени интензивни мерки во одделот за интензивно лекување, во вчерашните попладневни часови настави летален исход. Во моментот на инфективна има 18 пациенти, од кои 15 се со потврден наод на западнонилска треска и со невроинвазивна форма на болеста. 5 сите повозрасни се на одделот за интензивно лекување во тешка форма и со повеќе други заболувања. Само за 2 месеци има 6 смртни случаи, што е повеќе од 5 починати во периодот од 2011 до 2025. Но лекарите велат дека не отстапуваме од светската статистика, имајќи во предвид дека вирусот веќе го има на нашето поднебје. Според сите напаствија што се дадени податоци што ги земаме од CDC и од ACDC, значи ние смртноста кај овие пациенти се зголемува како што е и возраста понапредната. Така што за тоа што имаме тешки случаи, тоа не значи дека отстапуваме од другите земји, туку сме во склоп на тие проценти кои се научно веќе потврдени. Угинат Гавран во Ресен, кај кој од Агенцијата за храна потврдиле дека има западнонилска треска, предвидува нови мерки и препораки од надлежните институции. Дивите птици се резервоари на вирусот, а мртвиот гавран е доказ за локална трансмисија на вирусот. Во моментот само ќе изадиме мерки за предпазливост во општина Ресен и кон матичните лекари и кон општината во врска со мерките што треба да бидат преземени. Ќе следиме понатаму како се развива ситуацијата и соодветно ќе реагираме. Здравствените власти апелираат до граѓаните да пријавуваат ако има угинати гаврани, бидејќи е стационарна птица и показател за локална циркулација на вирусот. Сања Димитровска, Сител телевизија.
речиси 6 месеци функционирање на SafeCity системот, Министерството за внатрешни работи обезбеди технички начин да се казнуваат и моторите кои прават прекршоци. Веќе 2 дена системот ги регистрира оние моториџи што возат со брзина над дозволеното, соопшти министерот за внатрешни работи во тема на денот. Ексклузивно од вчера, се надевам денес ќе имаме точна бројка, на крајот на денот, е започнато со детектирање и автоматско ловење и на моторциклите на територија таму каде што го имаме имплементирано безбеден град. Така да нека не се изненадат оние кои што глумат дека се моторџи и не ги почитуваат правилата, дека ќе бидат предмет на санкционирање од страна на системот безбеден град. Пак ќе повторам, не заради нешто друго, првенствено ради нивна заштита, а потоа заштита и на сите останати совесни учесници во сообраќајот. Значи, официјално, заклучно, со денеска би требало да ги имаме првите бројки на казнети моторџи преку автоматскиот систем на безбеден град кој што го имаме имплементирано. Најдовме начин, технички начин како да бидат и тие констатирани во рамки на сторувањето на прекршокот за возење со недозволена брзина. Се истражува нова афера во МВР вработени во управните служби со осумничени дека за пари незаконски додавале во возачката дозвола категорија за камион и автобус, иако возачот никогаш не полагал за таа категорија на возило. Според информациите за таквата услуга се наплаќало по 1400 евра. Внатрешната контрола на МВР го истражува случајот во координација со обвинителството. Внатрешната контрола на МВР испитува како вработени во управните служби додавале категории кај возачки дозволи. Лажните исправи се користеле за управување камион или автобус, иако возачот никогаш не полагал за тие категории на возила. Според информации објавени во дел од медиумите, лажното додавање на Д или С категорија чинело 1400 евра. Овие наводи сега ги испитуваат надлежните. Од страна на одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди при МВР, известено е надлежното основно јавно обвинителство и во координација со обвинителството се превземаат соодветни активности за расчистување на случајот. Со случајот е запознаен обвинител од Скопското јавно обвинителство, но засега, како што велат за Сител, постапката се уште се води во рамки на МВР. Таа ќе треба да утврди колку мина вработени во управните служби биле вклучени во изработката на лажните исправи, но и колку такви возачки биле издадени. Лицата за кои сега внатрешната контрола води истрага биле фатени на дело, односно во моментот на додавање на категории кои возачот не ги поседувал. Според досегашните информации, за да се добие категоријата за камион или автобус, возачот требало да пријави дека ја загубил дозволата, па поднесувал барање за издавање на нова. Кога доаѓал да се фотографира, тогаш се додавала и возачката категорија, па во новата дозвола имал и повисока категорија. Според информации на Сител, во групата која издавала лажни дозволи, се лица кои претходно биле вмешани и во аферата со лажни пасоши откриена пред 5 години. Тогаш на затворски и условни казни беа осудени 10 вработени во МВР. Тие според пресудата за секој издаден лажен пасош наплаќале по неколку илјади евра. Користеле податоци од македонски државјани кои никогаш не извадиле пасош, но со фотографии и податоци на странските државјани. На тој начин биле издадени над 200 пасоши, а дел завршиле во рацете на лица поврзани со криминал и дрога, а барани и со меѓународни потерници. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Владата преговара со 5 до 6 потенцијални инвеститори за изградба на дата центри во Македонија и нема намера да отстапи од оваа идеја. Откако опозицијската СДСМ обвини дека властите тајно прават договори за сопствен профит, со кои ги ставаат под ризик водата, струјата и земјоделието, премиерот ги отфрли критиките како тотално непознавање. Тој најави дека за дата центрите ќе се градат нови гасни централи, а граѓаните ќе бидат информирани штом се потпишат договорите. Реакциите во јавноста дополнително се разгоря откако Советот на општина Пехчево едногласно ја одби иницијативата за изградба на дата центар, за која Мицкоски тврди дека била приватна идеја, а не државен проект.
Владата преговара со 5 до 6 потенцијални инвеститори за изградба на дата центри во Македонија. Премиерот Мицкоски вели дека немаат намера да отстапат од овие проекти ниту милиметар. Не се прави ништо тајно, а во моментот кога ќе биде постигнат договор за нивна изградба, граѓаните ќе бидат информирани. Премиерот денеска одговори на бројните обвинувања на опозицијата. Нема да навлегувам во суштината, бидејќи мислам дека не заслужуваат суштински одговор на техничко ниво, бидејќи манифестираат тотално непознавање. Замислете да не е вештачката интелигенција или податочните центри или дата центрите, како би изгледал денеска бруто домашниот производ, да речеме, на Соединените американски држави. Зарем Nvidia, Amazon, SpaceX, OpenAI, мултинационални глобални компании, чии што брендови тежат трилиони или јадници милиарди, би постоеле денеска, ако на било каков начин тие ги доведуваат квалитетот на животот на граѓаните под знак прашање. Така што апсолутно остануваме на таа стратегија како влада. Претходно од СДСМ обвинија дека владата крие дека преговара за изградба на дата центри. Според опозицијата, власта за сопствен профит ја форсира изградбата на дата центри, а со тоа во ризик ги става водата, струјата и земјоделието. Освен во Пехчево, веќе објавивме дека компанија соопштила јавно дека за дата центри во Македонија добила капацитет на струја од 100 мегавати и директен пристап до реката Вардар за ладење од страна на владата. За ова владата нема ништо соопштено. Се прават дилови за профити, додека се крие од јавноста какви обврски се превземаат и како овие проекти ќе влијаат врз природните, енергетските ресурси во државата и земјоделството. Овие дата центри трошат огромен капацитет на струја. Поради тоа што струјата ќе се троши повеќе, ќе има поголем увоз од странство. А сите знаеме кој профитира од зголемениот увоз на струја. Што ќе значи ваквата потрошувачка за цената на струјата за граѓаните? Колку ќе ги чини? Кој гарантира дека граѓаните нема да плаќаат повисока цена за струјата, за некој друг да прави огромни профити? Откако пред 2 дена Советот на општина Пехчево со поддршка од сите 9 советници ја отфрли иницијативата за изградба на дата центар во градот, премиерот Мицкоски денеска вели дека иницијативата била приватна, а не државна. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Ви благодарам што бевте со нас. Следните вести се за 1 час од сега. Убав почеток на денот.